Со ребалансот на буџетот ќе секнати парите за проектот Скопје 2014, смета поранишниот чувар на државната каса Джевдет Хајредини. Смета дека со оставката на претходниот министер за финансии Зоран Ставревски ќе почнат да се отвораат прашања за долгови и акумулирани обврски за кои граѓаните никогаш не слушнале. Прво неговото ветување дека ќе нема проблеми со исплата на плати и на пензии и други социјални трансфери. Тоа можно да биде, меѓутоа ќе треба да ги прекине во прв ред оние исплати кои немат никаква потреба да продолжат, а тоа се сите работи кои се изведуваат на реализација на проектот Скопје 2014. А ми се чини дека овој пат ќе бидат принудени состојбата да не може да ја држат под контрола и да ја држат скриена. Ќе испаднат сите досегашни дефицити, така да не само овој, него ќе морат и во текот на ова година и други ребаланси да прават. Според Хајредини, парите од планираната еврообврзница нема да бидат доволни затоа што во буџетот се акумулирани обврски со години наназад кои досега биле вешто сокривани. Од опозицијската СДСМ состав дека со ребалансот се кратат капиталните инвестиции и Македонија ќе добие историски рекорден буџетски дефицит од 4,3%. Единствената цел на новиот ребаланс на буџетот е создавање услови и атмосфера за ново задолжување преку еврообврзницата. Овој ребаланс на буџетот е погубен за Македонија, за економијата и за нејзините граѓани, сметаат од СДСМ. Тие додаваат дека сите претходни задолжувања на домашниот пазар и евентуално издавање на еврообврзницата ќе бидат нелегални и спорни како јавен долг. Според СДСМ власта чекала опозицијата да го замрзне своето учество во парламентот за да го донесе ребалансот на буџетот. Инаку новиот министер за финансии Кирил Миновски вчера нагласи дека граѓаните не треба да се грижат. Со ребалансот не се загрозени платите, пензиите, како и социјалните трансфери за граѓаните на Република Македонија, додека кај капиталните расходи имаме извесно намалување, кои што сепак остануваат на високо ниво и се поголеми за 3,8 милиарди во однос на истиот период лани. Ребалансот, како што рече министерот, се прави откако се увидало дека македонската економија годинава нема да порасне според планираните 4%, туку за 2,3%.